Убиците кај Мавровка биле избегани од затвор во времето на СДСМ и ДУИ. Ова го откри премиерот Мицкоски по обвинувањето од пратеничката на СДСМ и екс-министерка за одбрана Славјанка Петровска дека инволвираните во убиството се бегалци од затвор и полицијата не можела да ги најде цел месец след убиството. Криминалот се расчистува на целата територија на државата, а веќе биле идентификувани криминални групи поврзани дури и со тероризам, а дел од нив имаат своја логистика и внатре во затворите. Она со кое што сега се соочува владата е расчистување на криминалот кој во наследство го оставила коалицијата СДСМ и ДУИ. Секој оној кој што мисли да се занимава со криминал ќе биде фатен и ќе биде испратен онаму каде што му е местото позади решетки. Мора професијата криминалци и криминал да ја направиме неисплатлива. И овде во Скопје и во неколку други градови низ цела држава и во цела Македонија гледаме неколку групи, овдека идентификувавме 3 групи кои за жал имаат своја логистика и во некои од затворите, кои што се занимаваат со изнуда, со тероризам, со рекетирање. Опозицијата обвинува и дека свиркачи им кажале од и поранешниот припадник на УЧК Блерим Рамадани избегал од Македонија со помош на извесен Наим Рамука, началник на северната граница со Косово, а бил превезен од вработен во општина Чаир по наредба на Рамука. Мицкоски посочи дека ваквите тврдења се ноторна лага и го повика јавното обвинителство да влезе во институциите. И ако се испостави дека е точно, вели, ке има одговорност. Го повикувам јавниот обвинител кој што е избран од мнозинството на СДСМ и ДУИ веднаш да влезе и да констатира фактичка состојба. А јас ви тврдам дека тоа што го изнесе тој е ноторна лага. А потоа, откако ќе констатира јавното обвинителство начело со јавниот обвинител кој што е избран од мнозинството на СДСМ и ДУИ, го охрабрувам раководството на Министерството за внатрешни работи ова работа да ја изведе преку судски пат, преку тужба за клевета и нарушување на угледот и честа во јавност. Премиерот испрати порака дека владата работи на тоа да се исчисти криминалот од секоја пора на општеството. Откри дека веројатно оваа есен ќе бидат собрани цврсти докази за да бидат обелоденети злоупотребите во државните институции.